Сајмот за потрошувачка електроника во Лас Вегас стана мегдан, каде автомобилските производители ги покажуваат не само своите нови модели, туку и концептите како ја замислуваат иднината на мобилноста. Вештачката интелигенција продира во возилата, кои полека но сигурно ќе почнат да го освојуваат и воздухот. Покрај фокусот на електриката, уште марки се посветени на развој на конвенционалните мотори и не се откажуваат од нивото подобрување. Пред да ви ги прикажеме интересните новитети, ќе имаме осврт на резултатите од светскиот пазар и кој е кој во светот на четирите тркала. Годинава што замина се проценува дека донесе глобален раст на продажбата на нови возила од дури 9%. Тоа е директна последица на постојаното зголемување на производството заради нормализацијата на синџирот на добавување на неопходните делови, но и заради од претходно акумулираниот висок интензитет на побарувачка. Придонес има и незапирливата електрификација, која е во замав иако не толку колку производителите се надеваа, посебно заради неизвестностите во Европа и Америка во поглед на субвенциите. Но, како и да е, скоро сите автокомпании ја потврдија својата преданост кон електрификацијата во иднината што престои, признавајќи ги предизвиците што таа ги носи. Како што и се очекуваше, Toyota повторно е светски лидер во продажбата на автомобили, четврта година поред. Јапонската компанија се уште официјално ги нема објавено податоците за цела 2023, но врз основа на резултатите од првите 11 месеци, нејзините челници веќе се пофалија со очекувана продажба од преку 10 милиони возила. Разликата од второпласираниот Volkswagen е доволно голема за да ги поддржи нивните тврдења. Во однос на сите други, Toyota дебело доцни со електрификацијата, но тоа во овој случај се покажа како мудро бизнис балансирање меѓу трендовите, реалните потреби и барањата на купувачите без разлика од кој регион на светот се. Кинеската наезда, која веќе значително удира по европската автомобилска индустрија, посебно болна ќе биде за Германија, каде се очекува во наредните 5-6 години дури 160.000 луѓе да ги загубат своите работни места. Колку е сериозна ситуацијата покажува и примерот на некогаш најголемиот производител на светот Volkswagen, кој минатата година на неколку пати по неколку недели ги затвораше своите погони за електрични возила затоа што не може да продаде се што ќе произведеше. Така, компанијата ланската година ја заврши со 700.000 електрични возила од вкупно продадените 9,2 милиони. Според марки, испораките на Volkswagen забележаа пораст од 7%, на Audi за 17,4%, на Шкода 18,5%, на Seat благодарејќи на Купра дури за 35%, додека Порше успеа да се подобри за само 3%. Иако оваа бројка е за добри 12% повистока од 2022, таа не беше доволна да ги задржи плановите за иднината на зацртаниот колосек.
Не знаеме дали со чаша шампањско или кригла пиво, но сигурни сме дека во BMW добро го имаат прославено заминувањето на 2023 година, во која компанијата успеа да го престигне својот вечен ривал од Штутгарт. Според податоците на баварците, продажбата на групата лани се има зголемено за 6,5%, достигнувајќи 2,56 милиони возила. Како марка, BMW има продадено 2,25 милиони, Mini скоро 295.000, а Rolls-Royce рекордни 6.000 возила. Задоволни се и од М-дивизијата со нејзините 203.000 автомобили, а уште повеќе со учество на електричните возила, чии испораки скокнаа за 74% на 376.000. Откажувајќи ја годинешната манифестација, организаторите на салонот на автомобилите во Детройт објавија дека тој во 2025-та се враќа на стариот термин во јануари. Во нивното образложение се вели дека така одлучиле после разговорите со бројните партнери и веруваат дека тоа ќе го реанимира. Салонот во Детройт, кој некогаш важеше за еден од најзначајните, започна да го губи својот сјај уште пред 7-8 години. Заради тоа организаторите решија во 2019-та да го поместат во потоплите летни денови, но пандемијата привремено ги спречи во реализирањето на идејата. Иако нема многу простор за оптимизам, треба да видиме што ќе донесе иднината, но во минатото овој салон на Детройт и околината и носеше до $500 милиони финансиски приливи. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408, со дизајн кој завидува повеќе отколку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг, новиот Peugeot 408. Сигурно имаш прашање. Како? Како можеш да поминеш 400 километри за само 300 денари? Размислуваш? Се обидуваш да веруваш. Со Volkswagen ID3, ID4 и ID5 ги имаш сите одговори. Денес техниката прави чуда. Електричното станува неверојатно привлечно. Одбери Volkswagen ID и доби пакет за 30 бесплатни полнења на турбополначите во Porsche Македонија. Volkswagen. Porsche Македонија. Метрополис, број 1 радиомрежа. Електрониката зазема се поважна улога во автомобилите и отвара ново поле на развој. Не се работи само за системите за забава и екраните, туку влез на сосема нови играчи во производството на електрични возила. Таков е виетнамскиот Винфаст, кој сака да експандира со пристапни по цена модели. Не останаа покуси ниту традиционалните марки кои со интегриран развој на своите идни електрични модели покажуваат дека се далеку од кревање на белото знаме. Турскиот ток повторно го избра Лас Вегас за представување на своите новитети, овој пат на спортската купе лимузина со ознака T10F. Со изразени европски амбиции, вториот модел на производителот, кој има силна државна поддршка, се одликува со дизајн во духот на модерните времења и техничка основа базирана на кросоверот T10X, кој веќе е во производство.
како и него ќе биде понуден со 3 технички опции со погон на задните или сите 4 тркала и 2 пакета батерии. Основната верзија располага со 218 конски сили и има автономија од 350 или 600 км, а посилната со 2 електромотора со вкупно 435 конји. Со нив забрзува до 100 км на час за 4,7 секунди, а со едно полнење ќе може да помине 530 км. Според представниците на компанијата, до 2030 година ќе бидат понудени уште 3 модели, а капацитетите за производство треба да се прошират на 175.000 возила годишно. Низ Турција веќе е воспоставена сопствена мрежа од 500 брзи полначи, а се планира и производство на батериски келии. Освојувањето на Европа треба да започне од Германија кон крајот на годинава. Без многу брзање, Sony и Honda направија уште еден чекор кон лансирањето на заедничкиот електричен автомобил Afeela, планиран за 2026 година. Новиот прототип, покажан на CES Лас Вегас, сега е поблиску до серискиот модел како дизајнерски, така и технички. Основните линии во целост се задржани, а измените се огледуваат во предниот браник, светлата и екранот за информации сместен меѓу нив. На каросеријата, која заради тоа малку нарасна, се прикачени традиционални наместо дигитални ретровизори, а под неа се кријат 2 електромотора со по 245 конски сили и масивен пакет батерии. За сега не е објавено колкава автономија ќе се извлече од неговите 91 киловат-часа. Ослонувањето на автомобилот е воздушно, а тркалата со димензија од 21 инч. Значајни се и напредните технологии со кои располага, меѓу кои сега е и можноста тој да се управува со џојстик од PlayStation 5. Honda на голема врата настапи на овогодинешниот CES во Лас Вегас со 2 футуристички концепт автомобили кои како да излегоа од научно-фантастичен филм. Наречени Saloon и Space Hub, овие концепти служат како поглед на престојната серија 0 електрични автомобили на марката. Највпечатливиот од двата модели е несомнено Saloon со дизајн инспириран од клинестата форма, тренд популарен во 70-тите години на минатиот век. Она што е уште поинтригантно е што Honda потврди дека Saloon ќе послужи како инспирација за инаугуративниот сериски модел на серијата 0, која треба да се појави на пазарот до 2026 година. Првично ќе биде лансиран во Северна Америка, а потоа на останатите континенти без исклучок. Освен неговиот привлечен дизајн и врати галебови крилја, Honda потврди дека се наоѓа на врвот на новата платформа за електрични возила. Се вели дека ниската и широка надворешност на салонот крие пространа внатрешност подобрена со интегриран човек-машина интерфејс и употреба на одржливи материјали насекаде. Saloon воведува напредок во системот на управување со пренесување на правецот преку жица, кој најверојатно ќе биде вграден во производствената верзија. За вториот концепт Space Hub нема конкретни планови за производство. Студијата со форма на мини комбе повеќе имаше улога на поддршка и да ја покаже сестраноста на новата електрична платформа и серијата 0 на Honda. Овој футуристички електричен модел може да се пофали со експанзивен стаклен покрив кој се протега над патниците, овозможувајќи впечатлива панорама на околината. Зад возечот, за скриениот патнички простор има клупи свртена една кон друга, поттикнувајќи флексибилни распореди на седиштата кои можат да сместат различни патници и да создадат центар што ги поврзува луѓето едни со други и со надворешниот свет. Воедно Honda го покажа и новото лого. Неговото користење ќе започне со промовирањето на серијата 0. Според компанијата, овој нов дизајн символизира две испружени раце, одржувајќи ја посветеността на Honda да ги прошири можностите за мобилност и да продолжи да ги задоволува потребите на своите клиенти.
На сајмот во Лас Вегас, VinFast, виетнамскиот производител на електрични возила, најави дека ќе има модели кои ќе бидат достапни за сите купувачи. За таа цел го лансира кросоверот VF3 кој изгледа симпатично и има за цел да ги привлече младите потрошувачи кои ја ценат практичноста. Има две врати, контрастно офарбан покрив и пластична одвивка на каросеријата. VinFast не кажа многу за возилото, но ја назначи амбицијата да го пробие на многу пазари. Во однос на големината, VF3 е долг 3,2 метри. Со оглед на компактните димензии, VF3 има простор за четворица со минималистичка кабина. Деталите се ограничени, но VinFast рече дека теренецот ќе има 10-инчен инфозабавен систем со Android Auto и Apple CarPlay. Електричниот погон се најавува да има автономија од скромни 200 км, што е далеко од сегашните трендови. Неговата комерцијализација ќе започне за неколку месеци, а први ќе го добијат американските купувачи. Како што беше напоменато на лансирањето, VF3 ќе се нуди на различни пазари со ветување дека ќе биде достапен за секого. Вториот адут на виетнамците е концептот VF Wild. Тој ги покажува напорите на VinFast да создаде пикап за новата генерација потрошувачи кои бараат иновации и екопроизвод без да се загрозат перформансите и издржливоста. Во соработка со австралиското дизајнерско студио Gomitiv добиена интересна интерпретација на тема пикап. Изгледот може да се окарактеризира како флуидна динамика инспирирана од силата на природата и ја материализира постојаната посветеност на компанијата кон зелена иднина достапна за секого. Со вкупна должина од 5324 мм и ширина од неполни 2 метри, димензиите на VF Wild го сместуваат во средната категорија. Возилото ја комбинира практичноста на товарната врата што се преклопува за да обезбеди водечка должина на товарниот простор во класата, дизајнирана да се прошири од 1,5 до 2,5 метри со автоматски преклопени задни седишта. За да се истакне употребливоста и за луѓето со активен животен стил во дизајнот, освен функционалноста интегриране и панорамски стаклен покрив и дигитални странични ретровизори за подобрување на аеродинамиката. Не се дадени ориентири кога и дали овој пикап ќе биде сериски модел, ниту пак не се спомнува силата на моторот и капацитетот на батериите. Развојот на вештачката интелигенција овозможува улогата и намената на возилата да се смени од корен. Сега, покрај модуларните платформи, на повидок се модуларни каросерии и вмрежување на возилата кои ќе можат да функционираат независно. Hyundai и Kia доживуваат се поголем пласма на пазарот, но тоа не ги задоволува и напорна работат на усовршување на својата понуда. Така, Hyundai го прикажа својот концепт за летечко такси, наменето за урбаните средини, додека Kia преку концептот PV5 ја демонстрира својата визија за иднината и сестраноста на наменските возила. На сајмот за потрошувачка електроника Hyundai ги демонстрираше своите амбиции кои досегаат до небо, во буквална смисла на зборот, бидејќи представи летечко такси. Проектирано од неговата компанија Supernal, основана само за тоа, електричното летало ќе може да се вивне до 500 метри и со предвидена брзина до 200 км на час да помине помеѓу 40 и 64 км. Корејците истакнаа дека се воделе со идеја со дизајнот да го спојат автомобилскиот свет во кој живееме и идната мобилност која според нив ќе стане реалност веќе во 2028 година. Воздушното такси е замислено за употреба во градовите заради што е внимавано да биде доста тивко и да може вертикално да полетува и слетува. Има 8 пропелери, може да носи 4 патници, а деталите за погонскиот склоп не се познати. Според информации од компанијата, на неговото создавање имаат работено 600 луѓе.
За своите наменски возила, Kia сака да развие цел систем кој ќе се базира на повеќе столбови за да излезе во пресред на повеќе барања и потреби на клиентите. Тоа ќе го постигне со една електрична платформа која ќе овозможи лесна адаптација на кабината во зависност од потребата. На прв поглед ништо ново, но трикот лежи во флексибилноста на каросеријата. Имено, зад фиксната кабина или зона на возачот, различни заменливи структури може да се поврзаат со основното возило користејќи електромагнетна и механичка технологија за спојување. Наменското возило може да се трансформира во такси преку ден, комбе за испорака ноќе и приватен транспортер за време на викендот. Представените студии покажуваат дека секое наменско возило се карактеризира со дизајн која рефлектира неговата намена. Нема непотребни украси, се е подредено на функционалноста. Секоја функција е дизајнирана да извршува корисна намена и да им го олесни животот на корисниците. Понудата на наменските возила на Kia е замислена како деловен систем дизајниран да дава додадена вредност преку интеграција на возило, софтвер и идни технологии. Остварувањето на оваа идеја опфаќа 3 фази. Во нив вклучени се проширено поврзување со податоци помеѓу возилата кои може да се управуваат како софтверски дефинирана флота. Тоа отвора врата за примена на платформи за мобилност засновани на вештачка интелигенција, за да поврзаните наменски возила ќе може да се управуваат како дел од оперативен систем за паметен град. Појавата на хиперповрзан свет, каде што луѓето, возилата и социјалната инфраструктура се беспрекорно поврзани, ќе го отвори патот за сосема нов начин на живот преку создавање на екосистем заснован на идните технологии на автономно возење, напредна воздушна мобилност, роботика и енергетска мрежа. Во Токио се одржа саемот за тюнирани возила. Траеше само 4 дена кои најдобро ги искористија Toyota и Nissan. Електричната Арија само што го заврши патот помеѓу двата пола на планетата и веднаш доби фризирана верзија. Тоа се случи и со спортскиот Yaris GR кој доби нов трицилиндерски турбомотор со 306 конски сили и нов автоматски менувач. На токискиот салон на тюнерски достигнувања Nissan премиерно ја покажа набелданата верзија на Арија, чија спортска душа му ја даде Nismo. Електричниот кросовер се одликува со мускулест бодикит со агресивен браник напред, истакнати странични прагови, заден дифузор и спойлер на задното стакло. Погледот го привлекуваат и двете антени во облик на перка на ајкула и 20-инчните тркала со спортски Мишлен пневматици. Како визуелен маркер е избрана тенка црвена линија која однадвор на долниот дел ја обрабува каросеријата, а во кабината се протега по целата широчина и околу средишниот наслон за раце. Nissan Ariya Nismo доаѓа во две верзии, обете со по 2 електромотора и погонасите 4 тркала. Послабата располага со 362 конски сили и батерии со капацитет од 66 киловат-часа, а посилната со 429 коњи и 91 киловат-час електричен потенцијал. Треба да се спомене дека таа тежи значителни 2,2 тони, што сигурно се одразува на перформансите кои Nissan ги нема објавено. Продажбата на овој модел засега е најавена само за домашниот јапонски пазар. Toyota го впрегна целиот потенцијал на Gazoo Racing за темелно освежување на спортската верзија на Yaris. Искористените нивни искуства и знаења резултираа со низа технички подобрувања кои на малиот спортист ќе му донесат уште повеќе пофалби. На обсежниот список на измени клучни елементи се еволуцијата на трицилиндричниот турбомотор кој сега располага со дури 306 конски сили и потполно новиот автоматски менувач проектиран за тркачки брзи промени на 800 степени на пренос.
Подвозјето е засилено, а кабината дотерана со поавтентично чувство при брзо возење. Накратко, новиот GR Yaris нуди се она што го направи претходниот толку славен, но унапредено на повисоко ниво. За фокусирање на ентузијастите, тој ќе се нуди само во една верзија специфично прилагодена за возење на кружни патеки со засилено ладење на моторот. Продажбата низ Европа ќе стартува летово. Очигледно најголемите пари се во мобилните телефони и автомобилите. После Huawei, сега и Xiaomi го представи своето прво електрично возило. Велиме прво, бидејќи амбициите се големи. Имено, Xiaomi најави дека покрај мобилните телефони сака да стане големец и со своите автомобили. Со инвестиција од 10 милиарди долари, кинезите ќе направат повеќе модели и планираат во следните 20 години да влезат во лигата на 5 најголеми производители на возила. Судејќи според ESU-7, како што е означено овој модел, кинезите имаат сериозни шанси да успеат. Ке се произведува во погоните на Beijing Auto, но развиен и дизајниран од страна на Xiaomi. Со своите димензии цели на купувачите на Tesla Model S и Porsche Taycan, кои ќе ги освојува со две верзии. Основната има еден електромотор кој работи на 400 волти и на задните тркала испраќа 299 конски сили. До 100 км на час забрзува за 5,3 секунди, а автономијата изнесува 670 км според кинеските стандарди. Посилната пак располага со погонска група од два електромотора со вкупно 673 коњи, кои ќе ја лансираат до 100 за 2,8 секунди и до максимални 265 км на час. Поголемиот пакет батерија овозможува 800 км, а напонот од 800 волти после 5 минути дополнување за поминување на уште 220 км. Иако овие бројки се импресивни, Xiaomi за во иднина вети батерии со уште поголем капацитет. Во аеродинамичната кабина со коефициент на отпор на воздухот од 0,195 се среќаваат бројни напредни технологии од сопствен развој произведени со автономно возење поддржано со еден лидар, 11 камери и 12 ултразвучни сензори. Цените не се објавени, но се очекува да стартуваат од примамливи $40,000. Според официјални информации, Xiaomi планира да инвестира $10 милиарди во својот автомобилски бизнис. Посветен на проширувањето на својот асортиман, Abarth најави соработка со мотоспортоделението на Stellantis, која има за цел да постави нови стандарди во светот на електричните автомобили. Од неа треба да се изроди најмокниот модел со знакот на шкорпијата базиран на новиот Fiat 600e, кој ќе располага со 240 конски сили. Неговиот развој е во завршна фаза и според очекувањата треба да биде способен за забрзување до 100 км на час за само 6 секунди. Некои калкулации велат дека Abarth 600e би можел да добие и втор електромотор вграден на задната оска и погон на сите тркала кои ќе го направат уште полут. Овој кросоверски модел има новоразвиен диференцијал со ограничено пролизгување прилагоден на специфичните потреби на електричниот погон и неговите динамички својства. Се споменуваат и подобрен систем за сопирање со поголеми дискови и пневматици развиени на основа на искуствата од Формула Е трките. Секој поединечен технички елемент е анализиран и подесен од страна на заедничкиот тим на инженери за да се создаде најдобар пакет. За батериите и автономијата нема информации. Со ова го завршуваме денешното издание на Автомагазин. Ви посакувам убав викенд и до следната средба за 7 дена сме ви на располагање на нашиот сајт и социјалните мрежи. До гледање.